Во продолжение следува блокот мода. Така да видиме што имаме за денеска. Имам една девојка која што на нејзиниот Инстаграм профил можам да приметам дека се движи под тенката линија на стилот и на модата. Многу е убава, затоа ја покажав оваа слика и препорачувам да го повеќе да го форсира овој мејкап. Косата е одлична, бојата е перфектна, коренот како е изработен, значи станува збор за многу убава девојка. Сега да видиме како она, каде има тука успони и падови во нејзиниот моден стил и што евентуално би посоветувал или во која насока да се движи или кои фотографии не и чинат, мада мислам дека гледајќи ја е свесна и самата. Да видиме следно. Језовив оваа фотографија за да ја видите и без шминка, колку она добро изгледа. Нема тука ништо лошо. Дури ми се допаѓа таа блуза со едно отворено рамо, скинатиот джинс е секогаш ин, искомбиниран со патики, што би се нарекло така улична мода. Подобро ова све ќе изгледаше доколку беше комбинацијата нагласена или фотографијата малку да е едитирана во некоја си апликација за да дојде до контраст и израз на боите, значи сосема пристојно. Акцентот е дефинитивно на нејзината коса, која што е сплетена во плетенка. Колорот е одличен, таа ладна нијанса на сивкасто на плаво е многу ин, многу тренд. Одлично ги искомпонирала сите детали на нејзе, за ова е супер. Истата девојка, кога била црна, никогаш повеќе да не се фарбаш во темно, никогаш повеќе да не се облекуваш вака. Што беше убава предходно, убава си и на следните фотографии. Оваа фотографија да ја тргнеш од твојот Инстаграм профил одма, зашто ако не ја тргнеш, јас сега ќе се јавам на Анџелина Џоли со овој стајлинг, знам што ќе ти направи, осеќам. Тоа треба да се спали. Овој стајлинг јок. Види се овдека колку си супер. Одлични се панталоните, одлично си ги искомбинирала со бела кошула, као блондинка изгледаш супер, супер е мејкапот, одлична чевла, одлична композиција на фотографија, многу модно, фешн, скоро едиторијалски. Браво за ова. Не. Овој тип на хаљини кај тебе не проаѓа, тоа дефинитивно. Те прави да изгледаш многу, како да искористам соодветен збор, многу некако недоволно урбано, недоволно модно. Те прави да изгледаш старомодно, те прави да изгледаш како да си од 19 век, така да овие фустани за тебе не. За каква и да станува свечено случување, немој да облекуваш такви халинетини, што би се рекло, или фустаништа, што се влечат. Овдека не е тој фустан толку лош, колку што не одговара со бојата на косата, така да прави мала некој си дисбаланс во колорот и цекињата позади. Супер косата, супер е таа сукњата, ама шо е со корсетчево со кристалчиња? Зошто? Апсолутно си немала потреба од ова, многу подобро ќе се изгледала доколку горе си имала едноставна бела мајца, што би се рекло, или мајца на прерамки. Како што гледам, убава си, атрактивна си, не ти е потребен, немаш потреба од блинк моменти, да додаваш на себе елементи од типот на кристали, глупости и такви ствари. Затоа сега ќе се јавам на Мерлин Монро, па што она сака камчиња исто многу, да видиме што ќе каже. Не, ај се свиѓало. Што да ти кажам? Да видиме што имаме следно. Да, имаме дечко кој е вероватно
огромен джин, што би се рекло, над 2 и веројатно е повеќе од 2 метра висок. И на сите фотографии секој што кога го расчепкав неговиот Инстаграм профил, со секого што е сликан, тоа изгледа буквално пресмешно, заради тоа што сите луѓе изгледаат како мали куклички до него. Сега се гледа дека се труди многу, меѓутоа кај високите луѓе имаат они еден огромен проблем, поготово луѓе што сакаат да бидат да изгледа добро и да се во некаков си моден концепт, имаат проблем да најдат соодветна гардероба, нормално заради тоа што се високи, со панталони, со кошули, со сакоа, со чевли и со такви работи. Така да он се труди многу и тоа го прави на еден бейзик, основен начин, меѓутоа изгледа фино. Одлична му е комбинацијата на саатот со маицата, би му препорачал повеќе да ги менува наочарите, односно оквирите за наочари, заради тоа што така повеќе ќе добие на добар детаљ. Секогаш нека има добри наочари. Тука е во некое друштво, за разлика од неговите другари, пак е он највисок, меѓутоа е најсреден од сите и ми се допаѓа многу што ги поентирал и акцентирал црвените патики. Значи он треба да го форсира, тоа е еден бейзик, што се вика еден основен стил, на кој што на него ќе стои тоа многу добро. Одлично изгледа и во костум. Добро го искомбинирал со фармерките. Супер ќе беше да имаше наочари во некаков си колор. Драги гледачи, тука ќе ми пукне душата. Видете ја Лила. Лила тука лета како двонџица. Лила е како джепна Венера. Лила изгледа супер, супер е хаљината, супер се неговите патики, фармерките се одлични, ќе беше многу подобро маицата да беше посоодветен колор со патиките или вака изгледа на самата фотографија. И повторно ќе му препорачам оквир за наочари во боја. Иначе, кога ја видов Лила качена на стол, сакав да се удрам со ова по глава и ќе го направам истото. Али ќе се јавам на Мерлин Монро, сепак. Ми се допаѓа храброста, а очигледно и на неиз. Така е. За крај, пред да се одјавиме, денеска, не знам дали знаете, роден ден е на Дженифер Лопез. Да го видиме нејзиниот стајлинг. Дженифер секогаш изгледа одлично. Често сака да носи Версаче, Балман, сака и висока мода, сака и улична мода. Ете ја имаме на двете фотографии во креација на Донателла, со одлична коса, одличен мејкап. Вака изгледа на улица. Тоа е тој што се така наречен стрит стайл, колку тоа добро стои на неиза, како она ги има измешано сите тие бои, чизмите со панталоните, со палтото, кардиган, перфектно. Ја имаме, тука мене лично многу ми се допаѓа, овај е новото момче, дечко, сопруг, маж, веќе што и да е. Не е он толку битен, колку што она изгледа совршено, почнувајќи од косата, наочарите, црвениот комплет, кој е искомбиниран со таа беж торба и со соодветни чевли и буквално совршено. Гледате тука како кај Дженифер Лопез не изгледа ништо вулгарно, иако имаме огромно деколте и имаме гол стомак. Меѓутоа не изгледа како оние што играат кај Хурем Султан у Харем. Браво за Дженифер. И да видиме едно од неизините изданија во креација на Оливер Устинг за Балман. Апсолутно совршено, грациозно и софистицирано. За денес од мене Сергеј Варошлија во студио 1 на темата Мода толку. Се гледаме утре во уште едно издание. Поздрав и имајте убав ден. Останете со мене да го проследите прилогот на колегата Слаđan Ивковиć за спорт.